Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Најновите истражувања покажуваат дека вакцината против ХПВ може да го намали ризикот за појава на рак на грлото на матката за речиси 90%. Како може вакцина против вирус да штити од карцином? Колку време трае дејството на вакцината? На која возраст треба да се прими? Зошто девојчињата спаѓаат во ранлива категорија? Ќе ни појаснат професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од катедрата за семена медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и професор доктор Глигор Тофовски, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Денеска ќе добиете одговори на најчестите прашања за ХПВ вакцината веднаш по рекламниот блок. За ХПВ вакцината денеска зборуваме со професор доктор Катарина Ставрич, детски имунолог од катедрата за семена медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. И професор доктор Глигор Тофовски, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професоре, добар ден и добре дојдовте за вас. Добар ден и на вас. Веќе, како што во најавата споменав, најновите истражувања покажуваат дека вакцината против ХПВ навистина успешно штити во превенција од рак на грлото на матката. Па сега се поставува прашање, како може вакцина против вирус всушност да штити од карцином? И што е тоа ХПВ? Кој ќе почне да идеме на професорка да иде? Добро, еве. Генерално, кога збориме за ХПВ вакцината, навистина тоа е една од вакцините која што велиме дека штити од карцином. Заедно со хепатит Б вакцината. Меѓутоа, ХПВ вакцината веќе, нели, често пати родителите викаат нова вакцина е. Не е нова вакцина. 2006 година е воведена, започната оваа вакцина и повеќе од 140 земји веќе ја практикуваат. И веќе има студии кои што покажуваат дека земји каде што офатот со оваа вакцина е 90%, дека карциномот на грлото на матка е драстично намалено, дури и за 40% е намалено него што било пред тоа. Така да веќе има докази дека навистина ХПВ вакцината штити од карцином. Може би за родителите, за мајките малце несватливо сега децата примаат на 12 години вакцина, а карциномот се развива покасно. Не е тоа последица што се гледа веднаш. Резултатот од вакцината не се гледа веднаш, него се гледа после, да речеме, 15-20 години. Меѓутоа, токму овој долг период на користење на ХПВ вакцината докажува дека навистина штити од карциномот на грло на матка. Значи, всушност, вакцината не е против карцином, туку е против зараза со ХПВ вируси, така? Да, ја би се надоврзал тука. Тоа е многу интересен феномен е тоа ХПВ, нели, хуман папилома вирус, тие се дел од фамилијата тие на папавириде, фактички кои што ги има и кај животните, кај луѓето, ова е хуманиот, нели, тип, има повеќе од 130 типови, меѓутоа 40 на типови вируси се оние кои што се населуваат, да кажеме, и се опасни во аногениталниот предел, значи околу гениталиите машки, женски, околу анусот, и таму предизвикуваат карцином. Има високоризични и нискоризични, значи нискоризичните прават кондиломи, една бенигни, меѓутоа сепак многу непријатни формации околу брадавички кои што се појавуваат во тој регион, а додека овие другите всушност доколку се вградат и почнат да се реплицираат и да прават диспластични промени, значи тие се промени во кои што при размножувањето на клетките не се размножуваат во исти клетки, него со променета структура и на некој начин бегаат. Ние знаеме дека во човечкиот организм тоа е процес што се случува, меѓутоа организмот го држи под контрола. Доколку навлезат овие високоризичните хуман папилом вирусите и се вгнездат, значи почнат да се делат во клетките, да се размножуваат, тоа е фактички, да кажеме, зачеток на карцином. Тука ние до сега се боревме со начините да правиме рана детекција, значи со ПАП, БРИС, да се откријат промените тие ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 порано, што се вика, сега се малце поинаку класифицирани и фактички да ги бараме промените и да ги лекуваме што порано можеме пред да прераснат во вистински карцином, затоа што веќе кога карциномот ќе се јави и процедурите за лекување, значи збориме за авансиран карцином веќе во подосвежна фаза, се и оперативни, меѓутоа и хемотерапија, и зрачење и многу влијат на квалитетот на животот. Медицината знае за
кажеме, хуман папилома вирусот некои 20 на години и е класифициран како причинител на повеќе од 95%, значи од причините за карцином на грлото на матката. Меѓутоа, со подоцнежните истражувања се виде дека тој може да биде фактички предизвикувач на ракот на пенисот кај мажот, на ракот во аналната регија и во орофарингсот, значи во устата, грлото, односно во грлото и јазикот. Значи, он има таква предиспозиција да тој метаплазирачки епител го напаѓа и да може да се вгнезди таму. Меѓутоа, да не се плашат луѓето генерално прво, да кажеме дека ХПВ инфекцијата е најчеста инфекција, сексуално пренослива. ХПВ-то се пренесува најчесто преку секс, меѓутоа може и со интимен контакт, кожа со кожа, доколку вирусот постои некаде, дали се тоа брадавици или некакви промени кои што ги има. Како е тоа докажано, например? Тоа што делот, девојчињата што воопшто немале односи, значи вагинално, меѓутоа имале некакви си сексуални активности со допири, со чешење, со тргање, со све, кај ниво еден дел, значи се појавила ХПВ инфекцијата без да имаат сексуални односи, вистински сексуални односи, да кажеме. Така да таа инфекција може да се пренесе. Многу често се пренесува последно време дел за среќа од бенигните типови и на депилации, негде кај што некој работи со голи раце, со вашата кожа и со многу пациенти, да кажеме, со многу клиенти, исто така треба да се обрати посебно внимание, затоа што и тука постои голема шанса, че тоа е долго време контакт кожа на кожа, а да кажеме промискуитетни се тие што прават депилација, голем број од клиенти се вртат во тек на денот и евентуално може да се пренесе инфекцијата од еден на друг клиент. Она што е битното, дека 95% од сите кои што се заразиле со ХПВ инфекцијата, а најголем дел од нас сме заразени со ХПВ инфекцијата, значи во некој период во животот се смета... Сме дошли во контакт со вирусот се смета и дека сме се некаде заразиле. 4/5 од луѓето, преку 80%, во тек на животот од 16 години до сегашната возраст, односно до крајот на репродукцијата, се заразуваат со ХПВ. Меѓутоа, најголемиот дел, 95%, имунолошкиот систем не дозволува да влезе и некаде во период од 2 години има ерадикација. Значи вирусот се изгубува. Организмот самиот го решава Организмот проблемот. самиот. Меѓутоа, овие 5% случаи кај што ХПВ-то постои од високоризичните типови и успева да се вгнезди, фактички се оние кои што понатама прават карцином. Како можеме да утврдиме дали сме заразени со ХПВ? ХПВ-то, само нешто би сакала да додадам, значи, кога збориме за вакцината за заштита од ХПВ инфекција, значи, треба да им биде јасно на мајките и на девојките дека не значи ако прими вакцина нема да добие ХПВ инфекција. Значи, ќе се случи, меѓутоа ХПВ вакцината штити токму од овие 4 соја кои што ги има во вакцината. И втора работа, она што исто имунолошки е важно, што се создава имунитет спрема ХПВ вирусот, значи и вкрстен имунитет. Тоа значи дека имунитетот и кон другите ХПВ инфекции постои кај таа индивидуа која што е вакцинирана, на некој начин е помал ризикот и од ХПВ инфекции да дојде. Она што кажа, нема, значи сите сме ние инфицирани со ХПВ вирусот, меѓутоа организмот се бори. Вакцинираните веројатно полесно се справуваат и со другите не толку канцерогени соеви на ХПВ вирусот. Ја би појаснил можда малце околу тоа, например, интересно за ХПВ-то за разлика од сем нели ако не се појават кондиломи, тогаш се тие нискоризични типови. Значи ХПВ инфекцијата генерално е асимптоматска и кај мажите и кај жените, се до оној момент додека не предизвика карцином. Значи вие не можете да знаете дали сте носител или преносител на ХПВ и така. Значи таа постои инфекција паралелно и кај мажите и кај жените цело време. Она во докажувањето, значи медицината оди напред, ние фактички почнавме пред 10 на години да применуваме методи на полимераза chain reaction, каде што се докажува постоењето на ХПВ вирусот, односно подтиповите на Типизација. така наречена народски сите што знаат ХПВ типизација, значи се определуваат ниско, високоризични типови и дали тие постојат. Пак рековме, најголемиот дел тие ќе си одат. Кај мажите е многу тешко да се добие адекватен примерок за да сме сигурни
дека фактички сме докажали или откажале ХПВ. Они може да се тестираат, меѓутоа не можеме да бидеме сигурни, затоа ХПВ типизацијата кај мажите не се прави, за разлика од кај жените. Пошто медицината свати дека само ХПВ не значи ништо понатака, сега и најновите тестови што се прават кај жените, всушност се комбинација, значи скринингот полека се префрла на ПАП тест со ХПВ типизација на дел од соевите што се најчести за предизвикување на карциноми, и доколку тие постојат, има промени во папот, тогаш се оди на малце поинвазивно трагање по до каде дојде на промената, да кажеме, со земење на биопсија на ендоцервикална киретажа, дали вирусот се вгнездил и направил определени драстични промени во ткивото, односно дали веќе е некоја преканцероза. Доколку нема и постои само ХПВ, тогаш се работи на имунолошкиот одбрамен механизам, значи кај жената и кај мажот, заедно, значи на партнерите, за да фактички може ХПВ инфекцијата они да се изборат да се совлада. Да. Затоа значи се уште да кажеме примерен во борбата со карциномот на грлото на матката имаме 3 типа на превенција. Примерната превенција тоа е значи да се вакцинираат децата уште пред да дојдат во контакт или дури и да дошле луѓето во контакт, да се вакцинираат, да воопшто не се дозволи да вирусот направи таква штета како што би можел да направи, а рековме многу честа инфекција. Втората, значи секундарната превенција да се прави рана детекција со ПАП брисовите, со колпоскопијата, со другите иследувања, со ХПВ типизацијата, да кажеме во таа категорија било што. И третата е веќе кога ќе се развие карцином да им се помогне на тие пациентки тој период да го пребродат и да остави што помалце последици на нивното здравје. Затоа ХПВ вакцината е вакцина против вирус. Рековме има многу вируси, значи она не штити комплетно. Значи некаде Сега ќе го појасниме тоа детално, така, значи не штити комплетно. Веќе професорката спомена дека во неа се содржани само неколку вируси. Имаме слушнато дека има двовалентна, 4-валентна, 9-валентна. Што значува валентноста кај оваа вакцина? Тоа ги означува соевите кои што се присутни. Значи во двовалентната се присутни 2 соја и тоа се оние најчесто соеви кои што се високо вирулентни, кои што се поврзуваат со карцином на грлото на матката. 4-валентната се 4 соја, 9-валентната е 9 соја. Меѓутоа, мора веднаш да кажеме дека независно и двовалентната се, значи сите вакцини делуваат во превенција на ХПВ со високоризични соеви на така, бидејќи родителите го поставуваат прашањето зошто моето дете би го вакцинирале со вакцина против ХПВ кога таа не штити од сите агресивни соеви, туку само од неколку. Од најагресивните соеви штити, она што велиме. И кога почнавме моабетов да го збориме девојчиња, момчиња, ние збориме девојчиња. Вакцинацијата во Македонија се спроведува кај девојчиња на возраст од 12 до 14 години. Меѓутоа во голем број на земји вакцинацијата подеднако се спроведува не само кај девојчињата и кај момчињата, затоа што и момчињата асимптоматска инфекцијата. Значи и они и се важна алка во пренесување на вирусот во сексуалниот однос. Така да се повеќе и повеќе земјите применуваат кон принципот да се вакцинираат и момчиња и девојчиња за да се редуцира, да се намали ризикот токму од овие високо ризични соеви кои што се на ХПВ вирусот. Кај нас се користи 4-валентната. Кај нас се користи 4-валентната. Сега за сега се вакцинираат девојчиња на возраст од 12 до 14 години, но јас сум член на комисијата за имунизација, националната комисија, и ние дадовме предлог до Министерство за здравство да веќе од наредната година се размислува да се вакцинираат и момчињата. Значи, од кои агресивни соеви штити оваа вакцина? Тоа се 4-валентната и да. Тоа се соеви кои што се поврзуваат 6, 11, 18 и 16. Не, 16 и 18 се високо ризичните соеви, што се два најчести во светот. Меѓутоа ова 9-валентната има и 37, 33, 52 и други уште два соја. Фактички 16 и 18 се преку 50% од карциномите во целиот свет, меѓутоа и тука има географски распределба на различни типови на вируси. Има ли типизирано кај нас што најмногу циркулира? 37, 57, 52 се релативно чести тука кај нас соеви. И тие се содржат во 9-валентната? Не сите од нив се содржат, меѓутоа она што го спомна сега професорката на почеток. Значи,
ова е ДНК вирус кој што има свој протеински дел, кој што всушност се користи. Значи, самата вакцина е неинфективна, користи дел од вирусите, дел од нивната структура, за да на некој начин предизвика одбрана имунолошка на организмот од тој тип на вирус. Има и така наречена таа вкрстена поврзаност, каде што вие имате се од 130, имате 9 типа, меѓутоа заедно кога тие имаат крос-мечинг, се вика тоа, кога ќе се поврзат, тие штитат од најголемиот дел од типовите, негде преку 92%, како што рековте, преку 90% успешно ги намалува и фактички се брани од тие типови. Може би во иднината ќе имаме преваленција и на други типови, ние кога ги редуцираме овие, можда некои други ќе превладеат понатака. Меѓутоа тоа останува за понатака да видиме каков е начинот на борба против ХПВ-то, односно цервикалниот карцином. Јас би сакал да поентирам тука на ова што го спомна професорката, значи вакцинација. Ние кога збориме за другите вакцини, секогаш збориме за општата популација. Не ги делиме луѓето на мажи и жени. И во сексуалните односи исто така не би требало да се дели, поготово што се повеќе се докажува дека причините исто за карциномите и кај мажите во еден дел можат да бидат поврзани со ХПВ инфекцијата и апсолутно правилниот начин на вакцинација би бил понатака да се вакцинираат и момчињата и девојчињата. Тоа е битно од две причини. Едната што така ќе се спречи нели преносот од едните на другите, а се асимптоматски. Второ, ние во најдоброто време на вакцинација со ХПВ, некаде 2019 година, имате 57% само опфатено со вакцината, меѓутоа само кај девојчиња од таа возраст. Што би се рекло, тоа е негде 28,5% од општата популација. Многу мал процент. Тоа е многу мал процент за да вие може да се изборите. За разлика од тоа, например, земји како Австралија, Нов Зеланд, кои што од почеток ги вакцинираат машките и девојчињата, имаат покриеност некаде од 80 и 90%. И они се со, да кажам, со идеја до 2030 година да прогласат ерадикација на цервикалниот карцином, затоа што веќе после 15 на години редовна вакцинација на сите машки и женски, стапката ќе падне многу. Например, за илустрација и во Америка, некаде појавата на тие преканцерози, значи кај жените, е негде за 88% намалена. Тоа значи ако вие сте имале порано 100 пациентки што доаѓаат имаат преканцерози, биопсии, конизација, onda вие се имате само 12. Значи тоа е огромен помак напред, да кажеме. Стапката на цервикални карциноми не е во толку драстичен пат, меѓутоа тоа се должи затоа што вакцинацијата е почната тек 2007 година. Имаат некои официјални податоци колку од вакцинираните жени развиле цервикален карцином, колку не милиони дози вакцини на ХПВ дадено во цела Америка. Не е 135. И ова се официјални податоци, што ви кажам, значи 88% е намалување на преканцерозите. Така. Намалувањето на карциновите е некаде и дел од преканцерозите во постаросните возрастните групи што не се вакцинирани за 40%, затоа што ќе прозбориме и кога се дава вакцината и како, зошто е тоа битно. Меѓутоа во опфатот им се и момчињата и девојчињата. Они уште одамна имаат предено, значи вакцината е 9-валентната 2014 година, они си имаат префрдено 2016, значи после 10 години на 4-валентната си имаат префрдено на 9-валентната, која што статистички по трудовите што ги има штити уште повеќе него 4-валентната, иако и таа е со крос-меч, како што рековме, и фактички на тој начин они интензивно се борат. Сега опфатот е многу битен затоа што опфатот, да кажеме тоа што го збореше и професорката преска, фактички реалниот одраз на тоа што ние го правиме сега ќе го видиме тек за 10, 15, 20 години. Тек овие деца кога ќе станат 32, 3, 4, 5 и тоа зашто е така, тоа ќе ви кажам после. Како изгледа опфатот на вакцинацијата во Македонија? Во кои региони е најголем, каде најмал? Она што го кажа професор Тофовски, значи иако 2009 година официјално е влезена во календарот за имунизација, задолжителен календар за имунизација. Се чини бевме меѓу првите 5 земји во светот што ја воведе како редовна вакцина. И многу поголем интерес имаше кога беше непосредно пред тоа кога се плаќаше вакцината. Меѓутоа, кога влезе во задолжителниот календар као бесплатна вакцина за сите девојчиња, некако споро се растеше бројката на офатот. Пред ковидот, тука, околу 57-58% се постигна. За жал, ковидот, последиците, мислам, ги видовме не само на ХПВ вакцината и на другите вакцини, падна на 35%.
Добро е што повторно се качи на 55%, меѓутоа тоа ниво, 55%. Значи не можеме да го зголемиме офатот кај девојчињата. Да биде 100%, треба да биде 100% кај девојчињата. На која возраст треба да примат? Она што се генерално сите препораки, а и во нашиот календар е од 12 до 14 години се прима ХПВ вакцина во 2 дози. Зошто толку рано? Тоа е едно од клучните прашања на родителите, затоа и ви го поставувам. Клучно е, значи, прво, важно е да се прими вакцината пред да почнат сексуално да бидат активни девојчињата и момчињата. Значи, пред да дојде во контакт со вирусот, пред да се инфицира девојчето. Значи, тоа е еден од аргументите. Вториот аргумент е она што истражувањата покажале дека најдобар имунолошки одговор се постигнува на вакцината кога ќе ја примат на 12 години. Вие имате земји календари на вакцинација каде што и на 9 години. Значи, многу е широк тој од 9 до 14, меѓутоа пак е негде до 14 години да се заврши имунизацијата. Токму поради оваа сексуална активност. Ефект доколку се даде вакцина кај девојче што е сексуално активно или пак момче? Има. Сеедно. Значи, ние стално велиме, никогаш не е касно да се прими. И препораките, последните препораки се буквално дека нема ограничување на возраста кога да се даде ХПВ вакцината. Значи, може и кај повозрастни, и кај девојки, и кај возрастни жени да ја примат вакцината, независно се сексуално активни, веројатно имале ХПВ инфекција, меѓутоа никогаш не знаете со кој сој кога ќе дојдете во контакт и кога ќе инфицирате. Па и да сте дошле во контакт со овој сој, она што го рече на почетокот. Организмот е здрав и се справува со овие инфекции. Најчесто се изборува со овие инфекции. Ние немаме никакви симптоми. Меѓутоа, затоа велам, никогаш не е касно да се прими ХПВ вакцина. И на 26 години, и на 40. Негде 2019 година препораките беше као до 46 години да се дава ХПВ вакцина. Сега и таа граница на некој начин ја поместија. Уствари нема ограничување до кога треба да се прими. Меѓутоа, важно е да се прими во тој временски период, кога не се сексуално активни, кога немаат контакт со ХПВ вирусот и она што викаме имунолошки, најдобар одговор се постигнува во, значи, студиите кои што се, нели, безбедноста на вакцините, тоа е она што ги загрижува родителите. Издвоив неколку дилеми кои што ќе се еве, рековме разјаснат во денешната емисија. Вакцината повеќе од 15, 16, 17 години се користи. Значи, студии кои што ги следат ефикасноста на вакцините велат дека се високо безбедни овие вакцини. Родителите многу се плашат дека тоа ќе влие врз плодноста на девојчињата. Не, вака се. Ја би тргнал од друго, ќе ја спомнаме и плодноста. Они мислам дека не се плашат толку од плодноста, пошто на 12 години не размислуваат дали сега кога ќе прават нивните деца. Дилема има всушност како ќе влие врз сексуалното однесување на нивното дете. Има цели стратегии воопшто за целата имунизација, да кажеме, не само за ХПВ, од која што се плашат родителите и која што тоа е едниот сегмент и која што ја тераат антиваксерите, тоа е вториот сегмент. И третата е што кажува вистински медицината на своите истражувања. Значи, факт е дека вакцинирањето, исто како и личната хигиена и водовод и канализација што постои, се главните придонесувачи да се продолжи животниот век за преку 20 години у изминативе последниве 100 години. Значи, луѓето не живееле волку долго и не живееле волку квалитетно. Да не се враќаме на полиомиелитис, на рубела, рубеола и морбили и така натака, од што се умирали и магарешка кашлица, пертузис и така натака. Значи, порано жените раѓале 10 деца, ќе преживееле 2-3. Денеска со вакцините фактички тенденцијата е секое дете фактички што е здраво и што може да живее со вакцинацијата, да му се овозможи да порасне во здрава индивидуа, во возрастна индивидуа, да го помине тој највулнерабилен детски период, за да фактички има квалитетен живот понатака. ХПВ-то допира до една плюс дополнителна друга точка, во која што, да кажеме, вие како родител, до 18 години, после може, затоа што еволуираше времето кога може да се дава вакцината и во колку дози, може и на 18 години детето, односно веќе возрастниот човек сам да реши
Меѓутоа, вакцинацијата сега зависи од родителите. Значи, родителите да се обучат и да се тргнат од стравот дека детето ќе се вакцинира, ќе почне брзо со сексуални односи, ќе почне да размислува за секс, дека влијае тоа еве на плодноста, што ви кажа, дека тоа некако ќе го изремети детскиот организам, дека е многу рано, дека било што. Антиваксерите, по друга страна, се користат со аргументацијата дека еве 95% од луѓето ќе ја земат инфекцијата, ќе стекнат некакво имунитет и ќе ја преживеат. Зашто мора да се вакцинираат тогаш? Суштината е обратно, треба да се поредат коцките. Во тие 5% кои што нема да се изборат со таа инфекција, кои што кај нив ќе направи определени промени. Тие промени, дури да ги откриете рано, имате биопсии, конизации, стеснување на грлото на матката, да имате потреба од хистерија, тие влијаат на плодноста. Значи, последиците од вирусот и од штетата што тој ја прави, тие повеќе влијаат на плодноста, медицински, статистички докажано, него што влијае тоа што вие ќе му даете на детето вакцина. Значи, вакцината е тестирана по истражувања кои што траеле на огромна популација со 12 години цели, значи нема никакви последици. И како да кажам, самата структура на вакцината, ние ако почнеме така да размислуваме, не треба ни една вакцина да примеме. Значи, суштината е дека периодот кога се децата помлади, кога се во фаза на раст и развој, подобро создаваат имунолошки одговор. Тоа е овде модифицирано, што до 14 години добивате 2 дози, после 15 години добивате 3 дози. Периодот е продолжен до 26, како што рече професорката, се од 26 до 45. Тука некои земји се разликуваат, значи како например Велика Британија од старт вика до 45 години секој што сака може да се вакцинира и треба се. Беше прашањето например на времето дали ако вие веќе сте имале HPV инфекција, дури да е докажано да сте, тога е докажано дека има, дали треба да примете вакцина или е тоа контраиндикација. Дали ако сте имале сексуални односи по дефолт заради честотата на инфекцијата, значи дека касно е за вакцина. Не е точно ни тоа. Значи нема период за кој што се вели дека е доцна за таа вакцина. Вие може и да сте имале HPV инфекција и повторно може да ја примите вакцината. Затоа што сепак нивото на одговор и начинот на одговор што го дава вакцината е појак и подобар фактички за да ги спречи последиците понатака. Ја би кажала, не треба да ја гледаме HPV вакцината да ја одвојуваме од другите вакцини, од редовниот календар. Значи, као што детето го вакцинираме со сите други вакцини, во тој календар треба да не затоа што ова е за HPV, за сексуалност, за ова. Напротив, као што се вакцинира за пертусис, за тетанус, за морбили, значи во тој контекст треба да ја гледаме и HPV вакцината, не да ја одвојуваме. А што вика науката, дури има и студии за сексуалноста, дека нели HPV вакцината ја поттикнува сексуалноста. Тоа е стравот на родителите. Напротив, можеби примањето на HPV вакцината ја зголемува свесноста кај младите во поглед на сексуално преносливи инфекции, во поглед на безбедност на сексуално однесување и значи, научно е докажано дека не ја зголемува сексуалноста, напротив, поголема е одговорноста на младите девојчиња и момчиња во поглед на безбедно сексуално здравје. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на оваа тема. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Професорке, јас би ве прашала во однос на најчестите несакани ефекти кои што ги дава оваа вакцина. Како и сите вакцини сигурно дава некакви несакани ефекти. Дали се тие моментни, дали се трајни, како изгледаат? По принцип тоа се оние несакани ефекти као од секоја вакцина што ги дава. И најчесто тоа се болка, локално црвенило, може температура, може повраќање, може замор, меѓутоа она што стално го велиме, овие несакани ефекти се самоограничувачки, кратко траат, неколку ден-два и поминуваат. Нема, значи, она што реков, 16 години се користи вакцината. Сите несакани ефекти од посебно од оваа вакцина се следат и се пријавуваат. Значи нема пријавување на некои посебни несакани реакции. Има поединечни, значи многу има шпекулации, автоимуни заболувања, не знам, невролошки заболувања, меѓутоа не е докажано дека постои поврзаност на HPV вакцината со овие со појава на вакви заболувања.
Важно е, ја би ги охрабрила и здравствените работници и родителите, доколку се сомневаат дека имаат некој несакан ефект од вакцината, да го пријават. Можат и самите родители тоа да го пријават на веб страната на Малмет, на Агенцијата за лекови. Нека го пријават, затоа што нивното пријавување ќе повлече истражување, за да се види дали навистина таа несакана реакција е реакција од вакцината или е некоја коинциденца, најчесто се коинциденци, или некоја друга состојба. Значи, навистина би ги охрабрила родителите, ако сметаат дека не само од оваа вакцина, од било која вакцина, нека пријават. Затоа што само така можеме да ги разбиеме тие митови, приказки, ама прими ХПВ вакцина и се појави некое автоимуно заболување. Не е пријавено, не е истражено, ние од медицински аспект не можеме да шпекулираме дали е врзано тоа со вакцината или не. Меѓутоа, во една Америка, каде што се доста ригорозни и навистина свесноста за несаканите реакции од страна на пациентите, на граѓаните е многу висока, све се пријавува. И во тој систем на пријавување навистина нема некој несакани, затоа што ако се види дека има некоја несакана, сериозна несакана реакција, вакцината ќе се повлече. Вакцината не е повлечена, напротив. Само се зголемува бројот на земјите каде што оваа вакцина станува во редовниот календар, се воведува. Имаме гледач, ќе го вклучиме, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ќе поставам прашање што е близко до темата. Мојата внука се вакцинираше од ХПВ вирусот на 13 години, ама после 2 години и се јави циста на јајниците и ја оперираа. Сега јас како баба ќе ги замолам гинеколозиве да кажат да не постои опасност да она нема пород. Бидејќи сега има 22 години, нели така, уште не размислува, уште студира. Молам да ми одговорите, многу сум загрижена. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете професоре. Да. И да ќе побара гледачката од гинеколог. Блиска е темата, ама нема допирна точка со ХПВ-то. Не е поврзано најнапред тоа да разјасниме. Значи, појавата на цисти во таа возраст, кај младите девојки, може да бидат од најразлична природа, може да е од крваречки корпус лутеум, значи една обична овулација кај што имаме повеќе крварење во фоликулот после неговото прскање, да може да бидат ендометриотични цисти, дермоидни цисти. Очигледно чим таа циста побарувала да има оперативен зафат да е оперирана, значи веројатно имала некаква причина, се тука не знаеме, бабата не знае каков тип на циста била, меѓутоа доколку е извадена само цистата, да кажеме, тогаш си останува девојчето функционално со двата овариума, со двата јајника и може да нормално оствари потомство, па дури и да е изваден едниот јајник, да е таа циста од таков обем голема и проблематична, да кажеме, суспектна некоја за да се извади целиот јајник, што навистина многу ретко го правиме. Значи максимално сме ние како гинеколози конзервативни да што повеќе ткивото од овариумот се задржи, поготово кај младите девојчиња, за да може фактички тие понатака да остварат репродукција кога ќе сакаат. Значи, како што и рече, на 22 е рано, студира, ама секако да си биде функционална во однос на нејзиниот потенцијал за оставање на потомство. Така да во тој аспект тоа не е поврзано со вакцината. Еве, ја смиривте, предпоставувам дека после овој одговор може да биде полесно. Имам уште двајца гледачи, ќе им дадеме предност на гледачите. Добар ден за следниот однив и за да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Добар ден, дали сум ја на линија? Да, вие сте во програма, повелете. Поздрав до докторите, искрено да ви кажам, си чепкам нешто по дома и ве слушам. И баш си викам, ова е топна работа со вакцината, иако сум антиваксер, значи, сметам дека ова како вирусна вакцина е многу корисна и полезна. Сакав да ги прашам докторите дали во постара возраст, имам над 50 години, може да се прими оваа вакцина и какви прегледи треба да се направат пред да се прими вакцината. Нели доколку имам некое заболување, нели не може некој канцер, било што простата, дали може да се прими вакцината. Ви благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето. Еве, дури кај оние кои што има дилеми во однос на вакцината, сваќаат колку е корисна кога станува збор за заштита од карцином, па луѓето се одлучуваат и повозрасни да ја примат. Да, одлично прашање и баш ми е драго еве ако
сме побудиле интерес дури да во да кажем друга возраст што не е баш периодот на вакцинација, посакаат луѓето да ја примат. Контраиндикации за вакцината, збориме сега за во детска возраст, има многу малку, сем некои сериозни хронични или акутни заболувања и бременоста во периодот на репродукција се условно речено периоди во кои што се одбегнува да се даде вакцината. Во оваа возраст, значи над 50 години, секако би требало, значи гледачот да се јави и да се провери, да направи еден уролошки преглед, едни туморски маркери, преглед на простатата, значи сите тие моменти да ги покрие заради собственото здравје, бидејќи над 50 години знаеме карциномите кај мажите, па и колоректалниот карцином, тука имаме и од овие абдоминалните и гастроентерохепатолозите своји препораки. Тој би требал да се осигура дека е во добра општа здравствена состојба и понатака нема за него, мислам, препрека да прими вакцината доколку сака. Едино што тоа не е веќе покриено нели од Фондот за здравствено осигурување. Професор, ке пред да го вклучиме гледачот, дали девојчињата на 12 години би требало да направат некаков преглед пред да примат вакцината? Не. Не, крвна слика обично не се испитува, па какво е железото, дефинитивно, CRP-то да не е качено? Дефинитивно не, значи генерално као за сите вакцини, настинки не се контраиндикација за вакцина, нема потреба ни една лесна анемија не е проблем. Значи генерално треба да биде девојката здрава. А тоа е релативно возраст кога младите навистина се здрави. Она што рече еден од значи бременоста е една од контраиндикациите и евентуално алергиска реакција ако има на некој од компонентите, меѓутоа тоа се навистина исклучително ретки состојби. Ми дадо знак дека гледачот се исклучил, кога што сватив, ги споминавте алергиските реакции, дали оваа вакцина може да создаде алергиска реакција? Као и секој друг лек и вакцина, значи теоретски постои ризик за било, ама тој ризик е 1 на милион вакцини, 1 на 100.000 вакцини дадени, може да се појави алергиска реакција. Меѓутоа, еве, ќе го кажам, ковидот, ние навистина анафилактични реакции немавме. А колку вакцини, 2 милиона скоро се дадоа вакцини, немаше. Може да има алергиска реакција, затоа и онаа препорака после примање на вакцина да останат 15 минути. Проблемот е со оваа возраст друго. Често пати 12 годишни девојчиња, нели, возбудата, они знаат да колабираат. Не е тоа реакција на вакцина, не е тоа алергиска реакција. Дури и пред да примат вакцина ќе се слоши, ќе се онесвести, има игла, боцкања. Да, и тоа е нормална реакција на еден адолесцент на 12 годишна, на 13-14 години. Тоа е нормална реакција. Затоа и ние кога ги вакцинираме оваа возрастна група, гледаме да бидат седнати, се разговара, малце да се опушти, да се релаксира, ако е лошо, значи малце да вода, ако треба да легне, меѓутоа тоа се нормални реакции, не е тоа реакција на вакцина. Она што само да се надоврзам, она што е многу битно уствари да се свати со вакцината и родителите и децата и антиваксерите и сите тоа да го разберат едноставно, дека вакцинирањето не значи дека вие понатака не треба да водите сметка доколку имате сексуални односи, значи има многу други сексуално преносливи болести, а сепак може нели рековме и ХПВ-то да се пренесе независно од вакцината, значи меѓутоа да не ви направи голема штета на вашиот организам. Понатака редовните прегледи, оние што ги викаме пап брисеви, значи такви рани скрининзи, исто така остануваат во календарот, значи еднаш годишно да си отиде девојчето кој е сексуално активно, жената која е сексуално активна, дали пред раѓање, после раѓање, значи да не заборават се, јас се породив и не одам веќе на прегледи, не ме интересира, завршив со РП. Не, тие редовни гинеколошки прегледи треба да опстанат. Значи вакцината не ве лишува вас од тие редовните прегледи. Она што преска го спомнавме и што е во сите стратегии влезено е всушност вакцинирањето да се искористи, да се подигне свестоста за сексуалното образование, за сексуалните односи кај младите, и тие обично, и тоа е докажано во студии од Светска здравствена организација, од Канадското здружение, дека повеќе внимаваат. Впрочем, нити порано се впуштаат во сексуални односи тие што се вакцинирани и баш напротив, повеќе внимаваат понатака затоа што во текот на примањето на вакцината они пројавуваат интерес.
за сексуалните односи, за какви типови сексуални односи, што значи промискуитет, што значи ХПВ инфекција, што значат други сексуално преносни инфекции, хламиди и така натака се. Значи сето тоа што постои како еден момент што треба да се влие. Во Европа и за хламидијата веќе има скрининг после 16 години активно препорачан, значи за постарите малолетници, за адолесцентите, за да се превенира што порано. Овде имате вие една опција за имате вакцина, пак ќе кажам, ако до сега не ве вакцинирале родителите, може и над 18 години, мислам дека сега е продолжен рокот до крај на средното училиште, некаде, дека фондот секако ги покрива, вакцините се бесплатни, така да тие секој што ќе посака има над 18 години или до крај на средно училиште, се уште има шанса да влезе во таа категорија, затоа што сепак вакцината за наши услови побарува одредени поголеми финансиски средства, а е одлично што државата ја нуди и ја дава на своите граѓани бесплатно. Професор, како некој момче посака да ја примима вакцината и се јави на вакцинален пункт? Во вакциналните пунктови не знам. Еве родителите сакаат да го заштитат своето дете. Има гинеколошки амбуланти кои што се лиценцирани, кои што спроведуваат ХПВ вакцина и да речам сите овие возрастни жени, мажи, момчиња можат да се вакцинираат, секако тоа ќе биде со финансиски, ќе треба сами да си покријат. А ова што го спомна професор Тофовски е затоа што ради ковидот голем дел, онлайн школи, значи беше на пореметен процесот и на вакцинацијата беше отежнат, голем дел на таа популација останаа невакцинирана и затоа сега се дозволи да девојчињата и поголемите класови и од гимназија да можат да во диспанзерите, во школските диспанзери, каде што ги примаат и другите вакцини, значи да ја примат ХПВ вакцината. Така да ова е еден апел, доколку не примиле вакцина и ако ја пропуштиле возраста, може да се јават во диспанзерите да ја примат, со тоа што е разликата, тоа што сега над 15 години треба да примат 3 дози на вакцина. А инаку се примаат 2 дози. Така. Пред самиот крај на емисијата добив знак дека би сакал да се вклучи уште еден гледач. Нема време, бидејќи 17 секунди е до крајот на денешната емисија. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите убави појаснувања поврзани со ХПВ вакцината, за која што има многу дилеми, но еве испративте порака до сите гледачи дека се работи за исклучително безбедна вакцина која што веќе долги години се прима и дека секој момче и девојче, значи и момчињата од следната година, ако не ве разбрав, ако добро ве разбрав, би требало да ја примаат за да се заштитат од низа карциноми поврзани со ХПВ, не само карцином на ракот на грлото на матката. Ви благодарам. И ние на вас. Ви благодарам. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден, бидејќи заедно учиме за здравието. Пријатно.